пак, словените немаа книги, туку се служеа со рески и цртички. Чита и гата исто како и многобожците. А кога се покрстија, беа принудени словенските зборови да ги пишуваат со римски и грчки букви без некое особено правило. Но како може да се пишува со грчки букви? Во градот Солун имаше еден маж од благороден род и богат по име Лав, кој што заземаше чин на друнгари подстратег. Тој беше правоверен и праведен, исполнувајќи ги во потполност сите Божји заповеди, како некогаш Јов. Живејќи со својата жена, изродија 7 деца. Седмото, најмалото дете, беше Константин Филозоф, наш учител и наставник. Кога го роди мајка му и го предала на доилката да го дои, но детето не сакало да фати туѓа града освен мајкината, се додека не било надоено. А тоа било Божја промисла. Детето изгледано со чисто мајкино млеко да биде добар никулец од добар корен. Кога дојде време таткото да оди на суд, мајката плачеше над детето велејќи: "За ништо не се грижам, само за ова дете, како ќе се изгледа?" А тој и рече: "Верувај ми, жено, се надевам на Бога, дека тој ќе му испрати татко и таков воспитувач што ги поучува сите христијани." Словенските првоучители потекнуваат од градот Солун, кој што бил најзначаен град во географска Македонија, но всушност бил втор по големина град во Византиската империја. За нив е познато дека живееле во динамичниот 9 век, нивниот татко се викал Лав и бил висок византиски чиновник, а мајка им се викала Марија. Во врска со нивните порани години и детство немаме многу податоци. Тоа посебно се однесува за постариот брат Методи, за кого ниту ја знаеме годината на неговото раѓање. Свети Методи бил постар од браќата. Во младоста се истакнал како византиски архонт, управител на Словенско кнежевство, веројатно во областа Стримон. За разлика од него, за брат му Константин, чие монашко име било Кирил, познато е дека бил роден во 827 година. Од рани години биле забележани неговите надпросечни интелектуални способности и затоа му било овозможено врвно образование од тоа време. По завршување на основното образование во својот роден град, на 14 годишна возраст Константин бил испратен да го продолжи образованието во византиската престолнина Цариград. Од каде се тие? Од Македонија. Тоа е нашата придобивка. Тоа е нашата благодарност кон Свети Кирил и Свети Методи, затоа што тие се што направиле најмногу за својот род и за својата татковина. Особено треба, мислам, кога се зборува за нив двајцата, да се препрочитаат нивните житија и да се види големината и мудроста на Свети Кирил и Методий, особено на Свети Кирил, затоа што тој се нарекува и философ. Неговата философија е небесна философија, треба да знаеме. Посебно внимание заслужува неговата дефиниција за философијата. Што е философија? Философијата е наука за божите и човечките нешта, работи. И тоа како човек може да се доближи до Бога, патот до Бога, и како човек може да го стекне и да се здобие со образот и подобието на својот Создател, на Бога. Тука е во самата дефиниција на философијата, Свети Кирил дава животната програма на секој човек, особено на секој христијанин. Константин Филозоф, Свети Кирил бил професор на големата цариградска школа, на Магнаурската школа. И во тоа време царицата одбрала токму нему да му го повери својот син на учење. И тоа е голема привилегија. Свети Кирил бил учителот на царскиот син. А црквата пак
освен тоа што го ценела и што го представувала како голем учител, таа Цариградска патриаршија му дала и можности да биде во библиотеката главен раководител на Цариградската најголема библиотека, а уште повеќе патриархот го поставил и за негов близок соработник. Се вели дека бил тој уста и рака на патриархот. Таа дејност се именува како хартофилакс на патриархот во Цариград. Имињата на светителите Константин, Кирил и Методи денес представуваат синоним за универзални достигнувања во сферата на просветителството и културата. Изворните податоци за нивниот живот и делување се многубројни. Според јазичната провиниенција, тие може да се поделат на словенски, латински, византиско-грчки и останати. Во сферата на словенските извори, најголемо значење имаат нивните пространи житија, кои се исто така наречени панонски легенди. Епохалното дело, афирмацијата на словенската цивилизација и култура од страната на светите браќа, рамноапостоли и сесловенски просветители, се афирмирала преку култно-легендарните текстови, така наречените панонски легенди или пространите житија за свети Константин Кирил филозоф и за свети Методи Солунски. Но мора да се има предвид едно. Содржините во тие текстови не треба да значаат и сигурна податливост, историски извор до крај веродостоен, затоа што станува збор за легендарни, за култни текстови, чија што содржина има пред се намена да се шири и да се воспоставува култот за словенските просветители. Вториот корпус на извори се латинските извори. Од нив може да се издвојат оние кои што се однесуваат на животот и делото на двајцата браќа Кирил и Методи, кои што се писмата на папата, на папите во нивното време, потоа писмата и делата кои што се напишани од познатиот современик на браќата Анастаси библиотекар. Богати сознанија за словенските првоучители даваат подоцнежните византиско-грчки и хагиографски дела, главно посветени на свети Климент и свети Наум Охридски. Во тој контекст најпрво треба да се спомене пространото житие на свети Климент Охридски, крај на 11-тиот, почеток на 12-тиот век, но и краткото житие на свети Климент, 13-тиот век. Житијата посветени на свети Наум, службата за свети Климент, службата за свети Наум и други. Има пак некои што зборуваат зошто е словенската азбука. Ниту Бог ја створил, ниту ангелите, ниту се отпрвин створени и примени од Бога, како што се тоа еврејските, римските и грчките. А трети мислат дека сам Бог ги создал буквите. Први кои станале против делото на свети Кирил и Методи биле тријазичниците, така наречени дури и пилатовци, затоа што тие велеле дека христијанството може да се шири во светот и да се проповеда и на Бога може да му се молиме и да му служиме само на три јазици. На еврејски, на грчки и на латински. На јазиците на кои што било напишано на крстот над Господ Исус Христос кога бил распнат дека е цар јудејски. Ова учење е апсолутно погрешно и е противно на евангелското учење или на Христовата заповед да се проповеда евангелието на сите народи во целиот свет. Тоа евангелско кажување или таа порака од евангелието, тие зборови од Господ Исус Христос, одете и научете ги сите народи, значи не само луѓе како личности, туку народи како посебни етникуми, како посебни народи, нации, јазици и така натаму.
Не го создал Бог прво еврејскиот јазик, ниту римскиот, ниту грчкиот, туку сирискиот, на кој што зборувал Адам. И од Адама до потопот, кога Бог ги разделил јазиците при Вавилонската кула, размешани беа јазиците. И како што се размеша јазиците и наравите и обичаите, наредбите и законите и искуствата, на египтјаните геометријата, на персијанците халедеите и асирците астрономијата, гатањето, врачањето, маѓепсувањето и секаква човечка вештина. На евреите пак светите книги, а во нив е пишано дека Бог го создаде небото и земјата и се на неа и се поред како што пишува, а на грците граматиката, реториката и филозофијата. Но пред тоа грците немаа букви на свој јазик, а ги пишуваа своите зборови со феникијски букви. И така, мнозина за многу години одвај собраа 38 букви. Свети Константин, наречен Кирил, за малку години сам ги преведе словенските книги и букви. А оние мнозина, 7 души, ги создадоа нивните букви, а 70 души преводот. Затоа словенските букви се посвети и подостојни за почит, зашто свет маж ги створил, а грчките пак букви многубожци. Ако пак некој рече дека не ги донаправил добро, бидејќи и сега се доправаат, и на тоа ќе одговориме. Исто така, и грчките многу пати се поправани од Ахила и Симаха, а потоа и од мнозина други. Оти, позгодно е да се поправаат после, отколку прв пат да се создаваат. Ако ги запрашаш пак грчките книжевници, кој ви ги создал буквите и превел книгите, тоа малцина од нив и ретко знаат за тие работи. Ако пак ги запрашаш словенските книжевници, кој ви ги создал буквите и кој ви ги превел книгите, сите знаат и одговарајќи ќе кажат: Свети Константин, филозоф, наречен Кирил. Тој нам ни ги создаде буквите и книгите ги преведе, заедно со брата си Методија. Уште се живи оние што ги виделе нив. И ако прашаш во кое време, знаат. И во одговор ќе речат дека тоа станало во времето на грчкиот цар Михаил, бугарскиот кнез Борис, моравскиот кнез Коцелј. Глаголското писмо, или глаголица, на старословенски наречена Кириловица, е најстарата позната словенска азбука. Била создадена од Свети Кирил и Свети Методиј во 855 година и служела за преведување на Библијата и други црковни книги на словенските јазици. Името доаѓа од старословенскиот збор глаголи, што значи зборува. Глаголицата има 41 буква, но нивниот број малку варира во подоснежните верзии. 24 од тие 41 буква водат потекло од графеми во средновековното курзивно грчко писмо, мали букви, а во глаголицата тие имаат орнаментален изглед. Се предпоставува дека буквите ша, шта и ци доаѓаат од хебрејското писмо. Овие букви не постоеле во грчкиот јазик, но постојат во хебрејскиот и се чести во сите словенски јазици. Другите букви се со непознато потекло. За некои од нив се предпоставува дека се заснуваат на хебрејски и самаритските писма, кои Кирил ги научил за време на неговата посета на Хазари во Херсон. Во 9 век се случува своевиден византиски хуманизам. Се развива науката и уметноста во Византија, како и литературата. Тоа е период кога живеат и браќата Кирил и Методи. Со нивната мисионерска работа, тие се многу познати. Токму во тој период, во 50-тите години на 9 век, се бележи првата мисија на Кирил кај сарацените. Нешто подоцна, околу 860-61 година, се бележи и втората мисија, Хазарската мисија, која што била изведена заедно со брат му Методи. Двете мисии биле со цел да се шири византиското влијание и во прв план биле христијански мисии. На прво место
треба да се има предвид дека тие се рамноапостоли, а тоа значи дека вршеле апостолска мисија како што вршели и апостолите. Тоа пак значи дека главната мисија на апостолите, какви што се и Свети Кирил Методије, е проповедање на Евангелието, на радосната вест за Царството Божјо и за сето она што Господ Исус Христос им го проповедаше на апостолите и на луѓето во она време и им го остави како аманет да одат по целиот свет, да го проповедаат Евангелието за Царството Божјо и да ги крштеваат луѓето во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Токму организирањето на ваквите мисии ги соединило двајцата браќа со удвоени сили да го шират Божјото Слово и писменост. Се предпоставува дека биле во служба на словенски просветители при така наречената брегалничка мисија во Македонија, што се спроведувала во Византиско-словенското кнежество на Свети Методиј меѓу 845 и 855 година. Словенското кнежество и самата мисија биле инициирани од страна на високите политички и духовни авторитети на Византија за да се придобијат македонските словени во борбата против бугарските аспирации за воено навлегување во граничните простори. За да се неутрализира нискиот морал и отпорот кон византиското подаништво на македонското население, Свети Методиј го активирал авторитетот на словенскиот фактор, при тоа изготвувајќи воен судебник, закон за судење на луѓето. Овој книжевно-правен акт бил напишан на словено-македонски јазик и со византиско-грчко писмо, зашто се уште не постоело официјално стандардизирано словенско писмо. Кај некои од истражувачите се предпоставува дека веројатно во 855 година во рамките на брегалничката мисија почнале првите обиди за примена на една неустроена словенска азбука врз основа на византиско-грчката. Ако словенската цивилизацијска свест проникнала на територијата на Македонија од нејзиниот извор, со подкрепа на византискиот политички, воен и црковен интерес, истиот процес доживеал афирмација во моравско-панонските кнежества на Ростислав и на Коцелј, преку дипломатската формација на Моравската мисија меѓу 863 и 885 година. Клучниот процес за афирмацијата на словенската писменост, на словенската цивилизација и зошто не и на словенската богослужба е Моравската мисија. Иако во почетокот таа има политички, воен, стратешки конструкт на некој начин, меѓутоа оваа секундарна дејност преку која што како форма или како инструмент ја користаат светите браќа да ги постигнат поставените цели што им ги дава Византија, останале низ епохата трајната вредност на општите цивилизацијски достигнувања. Моравската мисија е инициирана од самиот врв на Византија, од императорот Михаил III, од кесарот Варда, тој е воениот стратег, како и од Константинополскиот патриарх Фотий. Тие можеле успешно да ја спроведат афирмацијата на словенската цивилизација и култура во Моравија, зашто веќе имале богато мисионерско искуство, но се имал предвид и фактот дека, како што е запишано и во нивните житија, сите солуњани чисто словенски зборуваат. Со политиката на толерантност кон словенските народи требало да се придобие нивната лојалност, а со поттикнувањето самостојност на словенската богослужба и на словенската писменост требало да се наметне нивната верба во закрилата на Источната црква. Уште на самиот почеток од наложбите да ја прифати со брата си одговорната и тешка мисионерска обврска, Свети Константин Кирил ја условил својата согласност дека ќе оди таму ако имаат букви за својот јазик, зашто, како што истакнува во неговото житие, кој може на вода да го напише својот говор и да си спечали име еретик.
Така, при подготовките за мисијата во 862-863 година, светите браќа и нивните соработници го устроиле првиот и оригинален официјален словенски азбучен систем, глаголицата. Вршат и кодификација, тоест стандардизирање на општо словенскиот книжевен јазик. Во основата на овој јазик влегле македонските словенски говори од околината на Солун. Тоа значи дека и првите книги, кои што светите браќа ги превеле и ги запишале, се напишале на словено-македонски јазик од периодот на 9 век од околината на Солун. За жал, протографите или оригиналните текстови од раката на се словенските просветители не се сочувани, но нивните дела се сочувани преко преписи во подоснежните векови од средновековните книжевни процеси. Со тоа се создале услови да се почне и со преведување на нужните црковни богослужбени книги. Токму подготовките за моравската мисија во Македонија го активирале процесот на словенска преводна и творечка акција. Новонастанатите политички и црковни состојби во Византија во 867 година ја определиле идната историска судбина на моравската мисија и на воспоставената Кирило-методиевска традиција. Имено по смртта на императорот Михаил III и на кесарот Варда, а и со смената на патриархот Фоти, од византиската јавна сцена исчезнале клучните иницијатори на мисијата. Новооснованата Василиева македонска династија на престолот на Византија и повторното враќање на патриархот Игнати активирале поблизок политички и црковен однос кон папата во Рим, при што се создал сериозен политички и црковен услов светите браќа да се вратат во Византија на некакви консултации. Назад враќајќи се во Венеција, има една интересна расправа што ја прави Константин Кирил филозоф со така наречените тријазичници кои што го оспоруваат правото да се богослужбува и да се пишуваат црковно-богослужбени или библиски книги на словенски јазик. Победата во таа расправа на свети Константин Кирил филозоф фактички ја материализира идејата за еднаквоста на јазиците, што и денеска е главното проседе во глобалниот свет на Европа. За да се одбрани од нападот на тријазичниците, свети Кирил најдобро се послужил со зборовите од Светото Евангелие, каде што се вели дека Господ Бог го дава сонцето да ги грее сите луѓе подеднакво и дожд врне за сите подеднакво. Зар може истиот тој Бог на едни да им дава можност да му се молат на својот јазик, а на други не? И филозофот прашува, зар мислите дека Бог е немоќен толку за да може и на другите да им даде нов јазик, ново писмо, нивни јазик и нивно писмо, па и тие да говорат на својот јазик со Бога преку молитвите, или па мислите дека е толку злобен и без љубов за да не ги сака сите подеднакво? Веројатно, повратниот пат го избрале преку Венеција, па минувајќи преку Панонското словенско кнежество на Коцењ и таму го посеале словенското просветителство. Во тие историски рамки, некои истражувачи сметаат дека настанале и првите контакти на ученици пород хрвати и словенци со словенската писменост и со глаголицата. Во мисијата пак на светите браќа ќе им било многу полесно доколку имале со нив и епископ. Тогаш ќе можеле да ракополагаат тамошни ученици за свештеници и на тој начин ќе ги поставеле основите на словенската црква, а потоа, заедно со тамошното свештенство, полесно ќе се бореле со непријателите. Но епископ немале, туку само свештеномонаси. Сваќајќи ја тешкотијата во која се наоѓале, свети Кирил и Методи отишле во Рим, а таму биле
свечено пречекани од новиот папа Адриан II и од римските граѓани, затоа што ги носеле со себе и моштите на Свети Климент Римски. Веќе од 867-та се до смртта на Свети Константин Кирил Филозоф 869 година, тие веќе работаат за интересите на папата во Рим. Пристигнуваат во Рим и благословувањето на папата, на книгите, пишувани на старословенски јазик и дозволата да се богослужбува на старословенскиот јазик, фактички е признавањето на словенската култура, на словенскиот јазик, на словенската цивилизација рамноправна со тогашните актуелни византиско-грчката и римо-латинската култура. Евангелието, кое било напишано на новото словенско старомакедонско писмо, го поставиле во престолот, односно на престолот на божествената литургија во Рим, заедно со папата, и тој тоа го допуштил и го благословил. Нивната мисија исто така била допуштена и благословена да ја извршуваат во Моравија. Тоа значело признавање на една нова култура, на една нова книжевност, на едно ново писмо, кое се издигнува како трета цивилизација во Европа покрај грчката и латинската писмена цивилизација. Папата дури одобрил да се постави словенското евангелие во олтарот на катедралата Свети Петар. А во црквата Света Дева Марија, која и денес постои под името Санта Марија Маджоре, била отслужена и света литургија на словенски јазик. Тој им го исполнил и барањето на некои нивни ученици да бидат ракоположени, а Свети Методи бил хиротонисан за епископ. Најстариот од мисионерите стана владика. Но, таа радост ја следела и жалоста, затоа што во тоа време во Рим починал Свети Кирил. Откако ја одржал последната служба за Божиќ, тој легнал в постела и по еден месец се упокоил на 14 февруари 869 лето Господово. Погребан бил во базиликата Свети Климент Римски, каде што и денес се наоѓа неговиот гроб. Таму Македонската православна црква и држава оди во катагодина на поклонение пред светиот учител. После смртта на Свети Константин Кирил Филозоф започнува така наречената трета етапа од одвивањето на моравската мисија, кое што веќе ја спроведува братот Свети Методи Солунски. Доколку со смртта на Свети Константин Кирил Филозоф престанале активностите во афирмацијата на словенската богослужба и на словенската писменост, речиси и дејноста на светите браќа ќе останела анонимна во историскиот след на настаните во наредните векови. Свети Методи е значаен и по тоа што постанува првиот епископ меѓу словенските народи на словенски јазик. И неговото епископство, неговиот чин за епископ е особено значаен, бидејќи тој можел самиот да ракополага, да поставува свештеници и учители во новата црква меѓу тој народ словенски на својот словенски јазик, со словенска книга и со словенско писмо. Како благословен од папата и канонски киријарх на Панонско-Моравската архиепископија, архиепископот Методий прво си поставил за задача на секаде во Панонија да постави свештенослужители и учители од тамошното население и да воведе богослужение на народен, мајчин, словенски јазик. Како архиепископ Моравски и Панонски, Свети Методий поминал 12 години. Во тоа време делото Божјо во Моравија растело и давало значајни плодови. Но непријателите се побуниле и Свети Методий бил одведен в затвор, дури во најзападниот дел на Баварија во градот Елванген,
само за да биде што подалеку од границата на својата диецеза. Интересно е да се напомени и тоа дека враќањето на Свети Методий Солунски со своите ученици назад во Моравија и Панонија, веќе моравската мисија добива една друга димензија која што е во насока на афирмацијата на христијанската екуменска идеја. Сега веќе Свети Методий и неговите ученици се користат како монета за подкосорување на политичките, на црковните односи помеѓу Константинопол и помеѓу Рим, која ќе се заладиле односите помеѓу едниот и другиот центар, тоест помеѓу Рим и помеѓу Византија, тогаш Свети Методий и неговите ученици биле изложувани на прогонства, на затварања, но кога ќе имало политички обид да се нивелираат односите помеѓу Рим и помеѓу Константинопол, тогаш бил ослободуван и слободно действувал како просветител во Моравија. На 6. април 885 година се упокоил, оставајќи во Моравија околу 200 своји ученици, свештеници, ѓакони и подјакони. На крајот од житието на Свети Методий се вели: почина на рацете од свештениците. И покрај се, мисионерското дело успеало таму да обстои четвртина век. Првобитните книжевни творби на Свети Константин Кирил биле пишувани на византиско-грчки јазик, а по устројството на глаголицата и по стандардизацијата на општословенскиот јазик, своите дела тој ги пишувал и на црковно-словенски јазик. Може да се предпостави дека станувало збор за негови оригинални творби од догматски, филозофски, проповедно-поучни, пофални, полемички или химнографски и декламаторски поетски жарови. Со најраното книжевно творештво на Свети Кирил се поврзуваат неколкуте молитви што му се припишуваат како оригинални состави поместени во содржината на неговото опширно житие. Станува збор за молитвата кон Григорий Богослов од 330 година до 390 година, кој што го сметал за свој учител и просветител. За молитвата кон Бога пред заминувањето во Цариград, како и за личната предсмртна молитва, повторно упатена кон Бога. Овие молитвословија представуваат декламаторски вид на средновековни поетски состави со самостојна структура. Исто така, првите засведочени творби на Свети Константин Кирил треба да се поврзат и со неговата полемичка еродиција, што ја истакнал како млад филозоф и теолог. За неговото авторство се смета и поетската творба Проглас кон Светото Евангелие, напишано по повод словенскиот превод на Евангелието. Со неговото творештво се поврзува и словото за преводот, со теоретски погледи за чинот на преведувањето, сочувано во познатото македонско кирилско ливче, датирано од 10-11 век. При крајот на својот живот, Свети Кирил напишал уште една компилативно преводна творба со догматска содржина – Слово за вистинската вера. Сосема се оправдани констатациите дека без книжевното дело на Свети Методий, развојот на словенските книжевности ќе згаснел уште со прераната смрт на Свети Кирил во 869 година. Треба да се истакне фактот дека до крајот на својот живот Свети Методий ги превел на црковнословенски јазик сите 60 библиски книги со исклучок на макавејските книги кои се сметале за неканонски. Тој го превел и текстот за номоканонот, тоест правилата за законот, што представувал самостоен редактиран труд прилагоден на тогашните реални состојби во Моравија. Од неговата книжевна активност произлегол и словенскиот превод на Патерикот. Покрај веќе споменатиот правно-книжевен состав Закон за судење на луѓето, досега се идентификувани уште анонимната хомилија, која е сочувана во нецелосен препис во содржината на Клоцовиот зборник, глаголски ракопис од периодот на 10 до 12 век, канонот
за светиот великомаченик Димитрий Солунски од 306 година, кој што се почитува и како светител патрон на градот Солун, а постои веројатност дека тој е автор и на целата служба за светиот великомаченик Димитрий Солунски. Словенскиот првоучител Свети Методий напишал уште ред други оригинални творби и превел повеќе книги од канонскиот книжевен корпус, кои до денес за науката остануваат анонимни и нерасветлени. И затоа мислам терминот култ кон овие светители, терминот култ не е баш најподобен. Затоа што ние, за жал, често пати имаме култ кон личности, други и кон предмети, кон работи кои немаат никаква важност, и затоа почитувањето на светителите произлегува од тоа што тие се богоподобни личности. Ние преку светителите му оддаваме почит на Бога, кој ги направил такви, затоа што без Бога тие не би биле тоа, ако не го следеле патот Божи. Ако не ги исполнувале заповедите Божи, тие никош не би биле она што биле и не би ја оствариле таа мисија што ја оствариле. Порано пак, словените немаа книги, туку се служеа со рески и цртички. Чита и гата исто како и многобожците. А кога се покрстија, беа принудени словенските зборови да ги пишуваат со римски и грчки букви, без некое особено правило.